Приказни за Зоки Поки. И мечето има грип. Зоки е болен од грип. Стариот чичко доктор рече дека ќе мора да остане в постела ако сака побрзо да оздрави. Но на Зоки му е многу здодевно в постела. Тој лежи сам, мајка му е на работа, татко му е на работа, а баба му го готви ручекот во кујната. Бабо, викна одеднаш тој. Дај ми го сламеното мече да си поиграм. Баба му доаѓа, но и паѓа на ум дека Зоки ќе се открива ако му дозволи да си игра со мечето. Мечето, се чуди таа. Па нели ти е жал за него, Зоки, ако е до тебе и тоа ќе се разболи од грип? Мисли Зоки, мисли и нема што да каже. Баба му пак си оди во кујната и нему му е уште потешко вака сам. Надвор врне дожд и прозорците се влажни. Бабо, дојди бргу ваму. Баба му доаѓа. Што е, Зоки? Ама не знаеш ли, и сламеното мече е болно од грип. Како? Се чуди баба му и поаѓа кон мечето што седи жално фрлено во аголот. Кашла Зоки зад незиниот грб, претворајќи го гласот и вели. Слушаш ли, мечето кашла, настинато е. Па што да правиме, Зоки? Вистински се чуди баба му. Донеси го кај мене в кревет, да се стопли, бабо, така заедно ќе оздравиме. Добро, вели баба му, но ќе треба и од лекот заедно да пиете. За мечето знам дека ќе пие, тоа сака да оздрави, но ти ќе пиеш ли? Зоки размислува. Инаку не ти го давам. Ке пијам, вели Зоки и ги подава рацете кон сламеното мече. Баба му го става мечето во постелата на Зоки. Но да знаеш, нема да се откривате, зашто мечето тогаш повеќе ќе настине и јас ќе ти го земам. Така сега Зоки и неговото сламено мече лежат мирно во постелата, покриени дури до устата. Зоки само тивко му зборува на мечето и го трга за нозете под јорганот, а бабата спокојно си работи во кујната.